Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушат емисијата Глас на вистината. Јас сакам на вистина да ве поздравам и да ви посакам благослов Божи. Се разбира, уште една вечер, по милоста Божја, сме заедно собрани, да можеме заедно да го слушаме гласот Божи преку Светото Писмо, кој е всушност главна алатка, централна храна на нашата вера. И затоа ова вечер верувам длабоко, како и сите вечери, дека ќе бидеме допрени, длабоко допрени во нашите срца, а верувам дека и ние ова вечер ќе ги отвориме очите на нашето срце, за да можеме да го примаме сето она што Господ ова вечер ни го препорачува, се разбира, преку Словото Божјо. Една од главните работи или една од многу поважните работи кои што ви ги имам насочено преку овие емисии е тоа да ние сите заедно бидеме нежни или осетливи на гласот Божи. Сите ние заедно да го слушаме гласот Божи и да видиме што Господ се разбира преку Словото Господово, кое е инспиративно преку Светиот Дух ни препорачува на сите нас. Знам дека се наоѓаме сите во потешкоти, во проблеми и во грижи. И грижите го измачуваат секојдневно нашиот живот. Живееме каде што имаме многу високи стандарди, а и од нас се очекуваат многу високи очекувања. Но затоа, ајде, Библијата вели дека Бог е нашата утеха. И така всушност Бог се представува како оној кој може да ги утеши нашите души и нашите срца, со тоа што Бог нуди едноставно за секој еден наш проблем. Нуди решение. Затоа сме тука ова вечер. И само Бог во овие тешки времиња, единствена опција е тој да може секој еден од нас ова вечер да не охрабри. Знам дека сите сме многу разочарани од целокупната ситуација во која што сите се наоѓаме. Всушност, светот се наоѓа во една многу тешка ситуација, во време на војна, во време на светска криза. Може би се наоѓаш во најтешкиот период од твојот живот. Може би овие моменти се најтешки во твојот живот и во мојот живот. Секојдневно, станувајќи наутро, поставувајќи го тоа едно та исто прашање: а што ќе биде? А што ќе правиме? Како ќе се соочиме со сето ова? Дали можеме да врзиме крај со крај? Така да тие се прашања кои што секојдневно ни измачуваат. Секојдневно влијаат врз нашиот живот. Дали ќе имаме можност овој месец да ги подмириме сметките? Дали ќе имаме финанси доволно да можеме да се прехраниме? Дали ќе имаме огрев? Доаѓа тешка зима. Најавуваат криза. Електрична криза. Така да сите овие прашања често пати веќе си ги поставуваме и не често пати, туку и секојдневно си ги поставуваме. Што понатаму? Почнуваме да стануваме скептични, некако не оптимисти, туку скептични, затоа што гледаме дека стануваме од секојдневно од лошо по лошо. И јас знам дека ние никој не веруваме дека 2023 година ќе биде година каде што ќе имаме многу подобар живот. Затоа што оно што го гледаме, размислуваме дека 2023 ќе биде уште потешка година. Но Бог нуди излез. Тој нуди решение. Без разлика
каков е проблемот во кој ти се наоѓаш и со зошто се соочуваш. Замислете си кога евреите излегоа од Египет и се соочија со огромен проблем кој беше пред нив. А тоа беше како да го поминат Црвеното море и да стигнат до ветената земја. Всушност тоа беше хананската земја. Земја која беше ветена на Аврам, Исак и Јаков. Земјата во која течеше мед и млеко. Тоа е ветената земја. Но гледаме како сега тие се соочуваат со проблеми. Може би понекогаш размислуваш исто и ти како и нив. Зошто не се случува нас? Какви се овие предизвици? Па ние не сме мојкни и не сме толку силни да ги решиме сите овие проблеми. И тука лежи клучот. Тука лежи, што би рекле луѓето, решението. Дека ние не сме многу мојкни. Сепак, никој од нас не сме да заборави дека сепак сме само луѓе од крв и месо. И дека немаме одговор за многуте прашања и решение за многуте проблеми. Затоа сметам дека многу е важно да се потприме на Бог. Од многу аспекти. Дека е добро да се потприме на Бог. Со тоа што ќе го зачуваме нашиот физички живот и нашиот духовен живот. Бог е тој кој го отвори Црвеното море и направи излез, направи таму пат каде што и немаше пат. И тие поминаа, Библијата вели, како на суво. Кога ќе ги читаме Евангелијата, ќе видиме многу нешта по прашање на проблемите. Дека и во тоа време, и во денешно време, голем број на луѓе се соочуваат со проблеми. Голем број на луѓе бараат излез од проблемите. Но излезот и решението го има само Бог. Тој го има рецептот за нашите проблеми и грижи кои ние ги имаме. И јас се разбира, ова емисија, по милост Божја, ќе видиме само од 2 до 3 примери како луѓето се соочувале со проблеми. Не само дека имале финансиски проблеми, не дека само финансиски се соочувале, туку имале и доста здравствени проблеми. Во Евангелието на Матеј, 8 глава, ќе читаме. И ќе видиме како Исус исцелува еден човек кој имаше лепра. Кога зборуваме за лепрата, можеме оваа болест, заразна болест, да ја најдеме и во Стариот Завет, меѓутоа можеме да ја најдеме и во Новиот Завет. Дори Библијата ни објаснува за незиниот изглед, како таа изгледала. Меѓутоа, кога ќе читаме Словото Господово и според некои историски податоци, ќе видиме луѓето кои ја имале оваа заразна болест, не смееле да живеат меѓу општеството. Морале да бидат изолирани, всушност да живеат надвор од општеството, надвор од градот. Затоа што оваа болест била пренеслива. Ако ја читаме третата книга на Мојсе, книгата Левитска, ќе видиме како Бог му зборува на Арон и на Мојсе по прашање на ова неизлечлива болест или заразна болест, како тие треба да постапуваат. И еве што ни вели Словото Господово. Кога Исус излезе од ридот, голема толпа на народ одеше по него. Тогаш еден човек заболен од лепра му се приближи, клекна на колена и му рече: Господи, ако сакаш, ти можеш да ме ицелиш. Исус ја испружи својата рака, го допра и му рече: сакам, оздрави. Во истиот миг човекот беше излекуван од лепрата. Тогаш Исус му рече: оди и не кажувај
никому. Оди направи прилет кај свештениците, а потоа принеси дар, како што е напишано според законот Мојсей, за да се увери народот, или во некои преводи пишува да се увери јавноста. Гледате, овој човек кој страдал, кој имал лепра и немал можност и бил изолиран од општеството, се пресретнува со Исус и бара од Исус ицеление. Всушност бара решение, излез од неговиот проблем. Проблем можеби кој што многу долго време го измачувал. Проблем кој го одвојувал не само од општеството, туку проблем од своето семејство. Иако овој текст не ни открива, но меѓутоа можеме да си препоставиме дека човекот сигурно имал семејство кој не можел да биде близок, не можел да се движи околу народот, не можел да оди да ги задоволи своите потреби, затоа што имал лепра. И ова болест или губа, може да пресретните во Библијата, ова болест не му давало да се движи меѓу општеството, како што реков, но Исус врви и го ицелува и му вика: оди сега, принеси дар и појави се меѓу јавноста. Всушност, кажи му што Бог ти направил. Имаме еден таков друг случај каде што Исус ицелува 10 губавци. И само еден од тие 10 губавци се враќа назад и му се заблагодарува на Господа. Но тој во ист момент Исус му вика: одете, јавете се меѓу народот и кажете му што Бог направи. Всушност Исус сака да му каже дека во Бог е решението и дека нема нешто што е невозможно и дека само Бог може да те ицели, да го реши твојот проблем, да ја всушност ицели секоја една рана, дури најдлабоката рана во нашето срце и во нашата душа. Тој е тука да не ицели, да не благослови, да не ослободи од секаков проблем. Дали оваа вечер си подготвен да побараш ицеление, да застанеш пред Господ Исус Христос, како што овој човек го пресретна и побара од Исус да го реши неговиот проблем? Дали си спремен? Знаете, почитувани слушатели, нашиот главен проблем е тоа што ние самите сме усмерени кон себе си и сме себични. Ние често пати такви сме, иако дури поверувавме во Господ Исус, иако дури го имаме Исус примено за наш Господ и Спасител. Но нашиот поглед е свртен кон нас самите себе си, а не кон Господа. И ние многу често пати себично постапуваме. Ако гледаме на сами себе си, тогаш нашите проблеми стануваат поголеми и потешки. И не можеме да најдеме решение за сите наши проблеми. Зошто? Бидејќи нашите мисли и внимание се насочени во погрешна насока. Замислете си, ако одиме до една одредена дестинација, ама одиме по погрешен пат. Прашањето е ова: дали ние ќе стигнеме до самата дестинација, до самата цел кој ни е поставена пред нас, ако одиме на спротивна насока или на спротивен пат? Сигурно не. Така постапуваме и со нашиот живот. Така се управуваме и така живееме. Со една многу погрешна насока, со еден многу погрешен начин на справување на нашите проблеми. Затоа што сме себични, затоа што стануваме луѓе кои мислиме дека ние сме тие кои можеме да ги решиме нашите проблеми. И на крајот доаѓаме во уште многу потешки ситуации и не можеме да најдеме за нашите проблеми. Зошто? Затоа што сме во многу погрешна насока. Еве, има во оваа глава уште примери кои можеме да ги видиме
кој ни ги опишува Библијата. Евангелистите Матеј, Марко и Лука, па дури и Јован, запишале одредени настани каде што Исус пред 2000 години им помагал на луѓето, ги исцелувал луѓето, ги решавал сите нивни крупни и ситни проблеми. Затоа, ова вечер, ајде заедно, како овој човек што го оставил својот проблем, ајде да ги оставиме нашите проблеми во негови раце. Господ со вас нека биде, Бог нека ве благослови, па се разбира, се слушаме до наредната емисијата насловена како глас на вистината. Пријатно. Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушат